Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание. Добро вечер за Весна Петрушевска, бебе, која е гостин во студио. Весна, дај ме. Срце мое. Значи, види, ова е сакам доказ... што си тела таква. Да, таква. Тачи. Јас, ова е доказ дека не е важно на која фреквенција си, важно е дека си ти. Еве, ја те гледам искрено. Тоа значи тоа како фреквенција, не знам која било сега е тебе сонце, пора не знам беше Сител, 102 години беше таму. И апсолутно не е важно. Важно е дека си ти. Фала ти многу. Истото виз верса можам да го кажам. Мислиш мене веќе, како да ти кажам, личностите ги бараме. Така личностите. Ама мене ми е драго кога има таа синергија овдека. Во еден критичен период ме викна, испадна многу фер, што е многу реткост и еве јас веќе преку 2 години сум овде, па немам на што да се пожалам, Весна, стварно не. И да ти кажам, оси поугоди е студиото, тоа ти текне беше еден ќош таму, па камери, падни стани, оте баш фино дишеш овде. Вау, убава каков енергија. комплимент. Убава енергија, вистина. Фала ти. Истото сакав да го кажам, нели, дали ќе идам у драмски или у МНТ, идам Весна бебе да ја гледам, знам што ќе видам со незе. Кажи ми како си не сме се виделе, чуле 2 години. Леле, не сме се виделе толку помина, нели 2 години од па тие така на 2 години да се гледаме на емисија. Официјално на емисија. Добро што се гледаме и многу брзо се договараме. Добра сум, работа многу, имав 25 години јубилеј. Како е тоа? Мислам, оригинална си нема што? 25 години брак со МНТ. Со МНТ, да. Добро, претходно имаше брак или таму изгуби невиност? Да, не, види, таму тој брак не се рачуна. Ово е посуштествен брак, некако поемотивен, не може никогаш да ти изневери МНТ, освен ако не предизвикаш. Во суштина, ти го храниш театарот со љубов и ако го храниш ти со љубов, тогаш нема промашување, тој ќе ти врати безрезервно. Поводот за твоето гостување овдека вечер, што се разбрда масал? Јака сум. Кептен Марвел да го гледаш ако си јака. Со женската? Со женската. Да, уште не сум гледала. Да го гледаш. Тоа е girl power. Да, ќе гледам. Марвел мора да го знаеш. Да. Весна, 25 години МНТ. Искрено да ти кажам, ја првата комуникација со тебе ја имаме у диското Метропол, забави. Многу убаво си поминав. Не знам што беше. Знам многу глави вртевме по тебе. Шега на страна. Гимназијалка бев, а ти беше тапанар. И бев дисџокей. И дисџокей. Ама и си имаше свирки, концерти. Имав долго Имаше косиче. долго косиче, фраерче, откаченко. Не трзаше на мене, ама нема везе. Добро, имаше едно од мало што ти беше девојка. Да. Ти текнува? Да. Тоа беше во 20 век, не, имаш амнезија. Не. Ја знаеме, не е нешто непознато. И па за не. Ама не е едина. И добро де, а така те памтам Стела и после се ожени. Свртев уште 2-3 до жени. И после Лиде, разбираш? А Лиде ми е цел живот. Па шо? Значи, откако станав маж, откако се родив, бев несексуален, немав ни сексуални органи, ја запознав Лиде и тогаш станав маж. Да, све друго нешто беше. Ти се си роден женет. Да. Апсолутно. Нема за тебе афери, нема ништо, нема, како ти кажам, досаден си. Ништо нема за тебе. Колку бракови има? Еден, фала многу. 2. Па ти првиот не... А гледаш дека не се знаат за мене. Ја пред Лиде имав брак измеѓу Стела и Лиде, ја имав уште 2-3 женски, па имав и брак на брзинка. Така беше, да, сега се сеќавам, да. Срцка, кажи ми вака... Ди си идеш ти? Не, знаете што, почитувани гледачи, извинете малце за архаично однесување помеѓу мене и Весна. Ова ви е на некој начин одлика на онаа скопска шема што ја имавме. Кој со кого бил, значи таа позитивна енергија, љубовџи, кај си искачало, кој со кого се фатил и се со некоја позитива, немаше злоба, немаше... Мейкап, Кристијан, пирамида, Дом на млади, до душе ние висевме, ти текнува, одевме на концерти, таму ние по
по авангардните, одевме у Дом на млади, се сеќаваш, концерти, ово. Ние бевме деца, вака и ги гледавме по старите. Тамо ни у градинка идевме кога идеа. Да. Весна, за твојата кариера, навистина ја не ги знам официјално твоите почетоци и вака чисто библиографски и како повод од 25 години брак со мната. Пред 25 години како започна тоа? Дали се тоа твоите почетоци после академија? Не, тоа се практично се исапи 25 години брак со мната од 93 година. Ја 92 дипломирав, 93 април се вработив. Што значи ова година е 26-та. Ама направивме 25 за да биде би било и добра фора и да беше 26 години, знаеш и тоа, ама викам ајде. Почетоците се многу одамна, од 14 години, која бев јас прва година гимназија и тогаш почнав со аматерски театар, аматерска група, почнав да играм, играв на сите престижни југословенски аматерски смотри, театри и после дојде некако одлично вообичаено. Во меѓувреме морав да имам петки на школот и мајка ми ќе му тепаше ако нешто немам добри оценки на училиште. И се запишав на факултет за драмски уметности без врски, сама, уште во првиот круг и така. И веќе на половина прва година академија, кога пред колоквиумот Љубиша Георгиевски дојде на еден час и ми рече, јас имам една представа во драмски, би сакал вели да играш. И јас целата среќна, вау, професорот Љубиша ме викна во представа, иако ден денес мислам дека деца од прва година академија не пуштаат да играат, нешто така има некое правило. Па мене тогашниот професор, сега покоен, леле, све за мртви, правиме муабет, Кире Ристевски, Владе Цветановски, да ги прости, Љубиша Георгиевски, они као, да, па добро што ме професорот во прашање, ќе те пуштиме. И се сеќавам, таму играат Шореш, Шишман, Ангеловски, Гоце, Панчо. Многу имаше една плејада, онака, знаеш, 18 годишно девојче. Која представа? Лицио Пачина, еден бугарски автор. И влегуваш на прва проба, леле, све бардови, разбираш? И сега требаше да играм некој кретенче кој кај нешто прави. Има говорни мања, лице со попреченост, да бидам попрецизна. Но тоа беше една комедија, небитно, никого не сакам да навредам тама на работа. И јас сега треба да кажувам реплики, да зборувам. И они беа многу, уште тогаш, тоа беше една цела плејада на глумци, каде што се зеза. А им дојдеше млад глумец, не му даваат да одигра сцена, да фрли реплика, и мене упорно не ми даваат. Ја како да кажам, они ќе те покриваат, ќе те бутнаат и се зеза. Стварно, тоа беше одлично искуство. И Љубиша им викна една проба, као, дајте девојчево да игра, ман да не прекинам проба. И они, професоре, се извинуваме. И на една таква пауза јас седам во тоа ходникот во драмски, пред бифе и проаѓа Џамбазов. Игор ми викам, ти ста малата што дојде во театар? Викам, да, ја. А зошто вели не си во бифе? Па викам, не, јас, знаеш, ова па сега не ли гледа телевизија? И велам, не, јас, знаеш, тука си седам, си имам проби, не сакам, се фокусирам, се концентрирам. Игор вика, па ти знаеш ли кај ќе стигнеш ако не влезеш во бифе, да направиш муабет со колеги? Кам каде? Нигде. И така јас почнав да се дружам, ова па шо свети. Што ти звони некој? Па не знам. Ама може и итно. Не, пиже. Поздрави го. Да пише, сигурно со Игор нешто и си прат муабет. Он нема ни појма дека си тука. Не. Пише, мислам дека и не е тука, така ми кажа дека е во Маврово, нешто така. Како си се чуваат они двајца, да знаеш, другари стари. А Маврово дојра си се чуваат душичката. Многу се нешто блиски у последно време. Модерни времиња, не знам ја. Другари, срциња. И така тоа, усвари така почна целата приказна, после се е историја. Да, така беше. Имаш ли некоја библиографија у глава што одигра све за МНТ, вака
колку представи Над изврте? 70 улоги се сигурно. 70 улоги. Да. Вау. И сега кога ми направи изненадување PR тимот на Македонскиот народен театар и сега јас некои фотографии не сум видела, с некои сум заборавила. Нормално има еден период во 90-тите ми изгубен. Тој го нема, не само за мене, за сите актери. Да, и го нема тој период. Затоа што сега имаме ние служби во Македонскиот народен театар кои тоа навистина си го прават одлично, посветено, но ете во тој период немаат ни фотографии, немаат од култни представи, ништо нема. Вели не постои тој период од 90-тите години. Да. А меѓувреме јас играв исто така како студент во Струмица, во Прилеп, се утепав од играње. Јас стварно играв, мислам и денеска, ама си го испеков занајатот баш онака како што треба. Посветено и доследно. Тоа се представи на МНТ кои ги игравте во други не, театри? Не, гостував, кога бев студентка, да речеме, гостував. И после кога се вработив, мислам нека еднаш кога гостував у Струмици и уште еднаш кога во Прилеп и толку. Сите други роли ми се во МНТ. Имам една перверзија, скопски перверзија во Драмски театар, тоа беше еден независен проект и толку. Мислам толку во однос на други театри. Ете гледаш во Драмски не сум играла освен како некоја известна копродукција. Не сум играла со тој ансамбл. Кога ја доби првата главна роля? Одма, 92-а, кога се вработив, ја добив Мартолозот во Прличев и играв невестата. Кај Ставрев и се сеќавам отидовме во Охрид, ја подготвувавме, амфитеатарот се уште не беше готов, тоа беа само ископини и требаше да легнам на гробот, нели, таму горе кај Прличев. Како за да легнам тука? Не можам да легнам тука на ова. Таа беше една представа, се шеташе публика. Чекај, малце сега ме буниш. Представата се одигра, првата представа као главна роља ја играше во Охрид. Да, во Мартолозот, да, во Охрид, тоа беше за Охридско лето. Тоа беа златни времења. Дај ми податоци, слободно, биди обширна. Мартолозот, според текст на Григор Прличев, режисер Бранко Ставрев, играше мисля нека Не мораш до толку детали, туку значи првата представа ја одигравте на Охридско лето. Да, јас имав на Охридско лето, тоа лето. И требаше да легнеш на некаков гроб таму? Да, 92 јас дипломирам со трамвајот наречен Желба и тогаш можеби прв и единствен пат во тие времења доаѓаат управата на Македонскиот народен театар, затоа што јас дипломирав во гласата на Рули Османли и игравме во МНТ дипломска представа. И тогаш дојдоа да не гледаат Славко Нинов, сега почина скоро, и Бранко Ставрев, и се сеќавам, дојдоа да ме гледаат на дипломска представа. Бранко Ставрев правеше кастинг за својата, ние дипломиравме во мај, така или беше, или јуни почеток, и требаше да почне подготовки за представата и он просто од таа дипломска ми рече само јас имам улога за тебе и така почна се. Па ја игравме и помина некоја година дена за да може да отворат конкурс или што и да е, како тоа одеше и јас така се вработи веднаш, 93-та. Вау, прилично млада, а веќе вработена и ангажирана. Една од ретките така, обично чека, знам мои колеги од класа Микич и Јоцо чекаат 3-4 години без потреба. И они може да се вработат веднаш, затоа што просто Имаше ли поради тоа завист или едноставно? Ако имало тогаш јас не сум сакала да видам, ама А зошто тогаш ти доби толку брго или навистина им имаше требаше место, млада? Не, затоа што предходно дипломираа Сенко Ѓорѓиолевски, Дац, Тања Кочовска, Кили, Вале Божиновска, Данче Георгиевска, Софија Куновска и они некако ги поделија таа класа, ја поделија пола во Драмски, пола во МНТ. И им требаше уште една млада глумица и јас ги исполнував нивните критериуми. Тогаш, но веќе за неколку години се отворија и машки слободни места и тогаш влегоа Јоцо, Микич, Никола, Тони, тогаш влегоа сите. Мислам дека е последно 3-4 години. Така, да не И окей ти беше онака одма со врски се знае, секој ден идеш на работа. Да, знаеш, па види мене да речеме. Младиве луѓе малце повеќето, малце им е тешко. Ние па знаеш и у тоа време повеќе сакавме да скитаме, да експериментираме. Среќа имам што јас навистина оваа професија од мала сум ја сакала и знаеш живееш за да одиш на проби, да се запознаваш. Па види јас да не влезев толку рано во театар, немаше да играм со Џувал Лековски, со Ќортошев, со Мери Бошкова, со Душко Костовски, со Мими Таневска.
со Владо Светиев, значи една вистина ги фатив сите да играм со нив. И тоа е едно непроценливо искуство. Мислам, замисли на сцена, ти имаш сцени со Илија Џувалековски, играш представи со Мери Бошкова. Значи, тоа се бардови кои што имаа секогаш приказни, има нешто да ти кажа, да споделат со теб. Анче Џамбазова. Значи, ако некој ме научил на фори и трикчиња за играње на комедија, тоа беше Анче Џамбазова. Значи, Анче со мене делеше Грибјорне и со Славица Ковачевиќ, они беа две другарки најдобри и мене некако ме прифатија како млада глумица. И јас знам, ние сме поминувале денови и денови и Анче и јас сум ја прашувала како се ова да се одигра, како да се одигра тоа, што мислиш дека е најдобриот пристап за комедија? Кој може подобро ти каже од Анче? Никој. Така да јас баш онака си се дружев со маманче, многу ја сакав. А што беа трикчињата нејзини? Па Памтиш да ли? речеме, како не, да речеме, една од основните работи кои што ми ги кажа, вели, кој играш комедија, вели, треба секогаш да загризеш како да играш трагедија. Како тоа? Да, вели, немој никогаш, да, затоа што, вели, тоа е една крајно сериозна работа, вели, да прифатиш улога во комедија. Вика, ако се насмееш, истиот момент, ако тебе ти е смешно, тогаш биди сигурна дека на публиката не е смешно. Абе, ајде. Да. Затоа вели, ако ја играш со сериозност, она беше скопско дете, па не она зборуваше, ако ја играш со озбилност, Бога, нема да прерипаш рампа и да те прифати публиката. И вели, бегај од гегови, бегај од, гег никако, вели, тикови бегај, играј се, вели, себе си, но стави се во форма на комедија. Да, тоа е еден метод многу добар, што ми го каже и навистина ден денес си го практикувам. Башка, кога читавме текст, ја доеше со мене во Што Гримјорна. сакаш да кажеш дека она те советуваше онака Бастер Китон да бидеш со фацата, да не без гримаси, без... Не, она не почитуваше ниту тик, ниту гек. И тоа... Кој знае што би рекла за Извентура? Кој знае што би рекла? За Джим Кери, сакам да Да, она кажам. беше многу така и сериозна и Аха. полна со љубов. И знам, сеќам ќе отворевме драмски текст да читаме. Не, ова е малце, како да ти кажам, мислам, Бе, не сакаш сум го забавен... кажал ова никогаш. Не ме прашал никој поточно, Јанко, да ти кажам право. Срам ми е Знаеш. што јас ги поставувам тие Не, прашања. супер се, Ама баш не, треба. знаеш што, баш денес како зборевме, Сенко имаше фантастичен проект, да не забравиме. знам. Со мајчики. Така, знам. Значи, 10 дена чекам да прочитам, нека напише некој рецензија Немаш. за концертот. Све се чека. Ја у понеделникот после концертот овдека, викам, кој ме слуша од 8 до 8 и пол монолог да излезе Да. од мене. Се јавува Сенко, се јавува, не, фала, викам, викам, ја ли дојдов, викам тоа да го... На вистина, ние немаме критика, бе. Немаме критика, нема театарска, филмска. Да. Ние имаме суопарни информации. Филмска и има. Се уште се држат, знаеш. Мислам, 2-3... Марина пишува, нели? добро. Пишува филмска рецензија. Сунчица ќе излезе, ќе напише филмска критика, но за театар на вистина нема. И не прават ни омажи. А кога имаше, тоа беше, како да ти кажам, мене ми беше мачно. Ми го огади театарот. Весна е била феноменална, све е било супер. Нема критика, нема, све е било весна. Не, или ќе наброја нешто, ќе направат нивна приказна за тоа како ја доживеле приказната и ќе набрат игра А и други. И сега ти ако играш главна улога може и да не те спомнат, ама важно ќе напише и други. Како и други? Ако се 20 во кастинг, 20 ги пишуваш. Имаш Ова ми е интересно да се вратиме на Анче и како си го градела стилот за комедија, бидејќи и покрај тоа ти имаш одиграно сериозно карактерни улоги, особено сега последниот ова со тоа е многу една тешка. Немам нерви да ја гледам, искрено да ти кажам. Заради темата, не заради тебе и Игор. Да не се разведеш, пак ти уплав имаш да Не, те префати. Не, со Игор растураме и знаеш, тоа е една убава... Многу е траурна. Да им кажеме на гледачите за која представа за брачна игра. Брачна игра и има и филм. Не, таа е кој се плаши од Вирџинија Вулф. Со Лиз Тейлор и со Ричард Бар, и таа ја одиграв. И тоа го играв, Олби. Таков, тоа е помачна е таа представа од ова. Но ова е една представа со Игор што ја играме, каде што на вистина доаѓа мажот после 30 години брак и вика јас на вистина те напуштам. И саат и пол
се мачи да ми каже, ама на вистина те напуштам. И тука е цела игра, цел брак, сите тие 30 години брак ги гледаш преку односот кој што го препознаваш. Еу, ми се стега желудник, не можам. Па добро, праши ме нешто друго. За комедијата да се вратиме. И сериозно го прифати тоа да идеш, слушај, кога те гледам, ти глумиш и со очи, знаеш. Да. Не можеш да немаш мимикрија, не може. Не, јас мора за гег, знаеш, да имаш. Што е по тебе гег, на што мислиш? Да одиш на форма. На форма кога играш, знаеш, да имаш нешто препознатлива форма во твојата актерска игра. И на тоа да направиш цела роља што е прилично неинвентивно, некреативно, или не знам да имаш... Објасни ми да разберам убаво. Майкл Джексон, Moonwalk, да не го повторуваш, да не направиш таков? Не, ама го нема измислено Moonwalk Майкл Джексон, кој има тој, како се викаше, тој предходниот еден негов, лелесија, па баш Майкл Джексон ти текна да го збориш, кога после ова документарецот Living to Netherlands ми се подслоши, да ти кажам право. Слушај, ја имам актерска школа, дојди ако сакаш, нема толку големи како тебе, има мали, ама дојди. Ја бев кај тебе, со малите. Весна Петрушевска, или Весна Бебе, како што си ја нарекуваме, пред... Сега пред колку? Не, сакам да видам дал можам да погодам прецизно години, не можам да... Имаше школа за... Имав. И се уште имам. Сега, ама ја обнови повторно. Да, ја обновив, така. За млади, заедно со Сенко Велинов ја идевте в школата. Да. И ме викна да ја бидам гостин меѓу првите, каде што и во Вртелешка си бил. Интервју, да, Вртелешка со Дедо Наум бев. Со Дедо Наум беше точно. Интервју ми правеа малите. Ти текнува дека те имитира, ја ма ме имитира, ја му викам, бе, глеме која збори, а тој Да. на компјутер, ја зборам, а тој да се вклучиме. Да. Ао, колку беше добро. Да. Има ли снимка? Ма има некој, има една мајка Сонја која што ностоп ми вели ги имам сите и ја видово верувам, дај да ги префрлиме на YouTube, значи она ги има. Треба да сеам, сега ќе имам повеќе време, ќе сеам сите да ги ставиме. Да ги качиме. Абе све треба се треба да се качи, да. Ја 10 години све сум оставал на YouTube. Ајде претходно и немаше, ама сега све треба да ставиме. Не, ќе качиме. Морам да ја видам таа. Да, има, јас се сеќавам точно. 130 кила. Да, и се сеќавам и тој еден Викторче, сега што исто дипломиран актер, тој ти го правеше интервју, тој едно бушаво детенце. Не се сеќавам тоа. Да, јас се сеќавам. Али фантастично ви беше проектот ти. Да, сега, Боже, Господе, здравје. И многу се чудев, значи, Сонце и месечина сте ти, Сенко, например, со Игор, у Керефеките, тука сте негде. Ама ме фасцинираше вашата соработка, колку сериозни камерни и тоа функционираше, а стварно сте скроз различни. Да, така игравме и во Кој се плаши од Вирџинија Вулф, благодарение на соработката што имавме во таа актерска школа и после некако се нема. Сега го видов, ми раскажуваше за проектот Супер есенче. Но дај Боже сега да ни се оствари идејата заедно со мојата продуцентка Вики да може да снимаме 10 епизоди детска серија. Во меѓувреме направивме представа, не знам дали знаеш, која што е распродадена однапред, се нарекува Нашата љубов. За прв пат во историјата на Македонскиот народен театар игра Деца за деца. Тоа е првата детска комедија. Ке се вратиме на ова, врзи се Крпче, за ова пак да збориме, да продолжиме за твојата кариера 25 години во МНТ. Уште не успеав, иако збориш многу, иста си ко мене, збориш многу, а ништо не кажеш, опасна си, цела се... Значи, се држиш под контрола, а јас сакам онака слип да ти направи нешто, да чујам некој екзотика. Еве ова, например, со Анче беше ексклузивно, ама пак се умерена во смисла анегдотите и така натаму. Ете тие големи улоги. Која сметаш дека доби првата главна улога ти беше во Мартолост. Да. Која ти беше онака
Знам господја министерка, допред господја министерка, она кога веќе царуваш, кога веќе те прогласија за... Што знам, јас мислам дека за мене пресврт во кариерата беше Марта, во кој се плаши од Вирџинија Вулф, затоа што ја создава во период каде што навистина има констатирано клиничка депресија. Леле, Весна. Да. Значи, ова го прочитав за тебе, викам нема да ја прашам, ама отиде. Добро, ама се сум окей со тоа, затоа што сум се изборила со тоа, да. И мене Марта многу ми помогна да ги осознам работите, да продрам во себе, да почнам да размислувам за себе си. И во тој период кога ја создавав и Марта, некако и се вратив на стендап комеди формата, која што за мене, ако ја правиш како кои што години, треба... кој период ова збориме? Ова е пред скоро 8-9 години. И тоа е можеби најтешката форма каде што мораш прво да напишеш сам, па преку тие bullet points се нарекуваат да изнесеш стендап комеди. Значи во исто време правев две екстремни работи. Ја правев Марта, која е камерна, која е тешка, и која што е тешка роља, интровертна, и овде правев стендап. Стендап, тоа беше пред 8-9 години и навистина расторив и едната и на другата страна. Да, просто морав да се раздвојам себе си како лик и да видам до каде можам да одам. Јас многу сакам да експериментирам. Не те оптеретуваше тоа, не те прави шизофрено одеднаш, бидејќи вие актерите, нели, често пати влегувате во ликови, се поистоветувате, нели, вие колку подлабоко да отидеш, ама и да се вратиш. Ама кој ќе се вратиш, што си залепил? Истоштува, многу истоштува. Тоа и стендапот истоштува, и министерка истоштува, и Едвард Олби, Вирџинија Вулф истоштува. Види, па сега после брачна игра се зезаме со Игор, вика бебо, мислам да не се зезаме, ја или пред представ идам на Тромп да ми се оперира, или после брачна игра. Во суштина сакам ти кажам дека многу е напорно. Значи, нашата работа е многу напорна, особено за актери кои што влегуваме и гинеме на сцени. Ние немаме време да се одмараме, ние немаме време да шмираме, лажно нели да го работиме тоа, одиме, влегуваме, гинеме, сат и 45 минути излегуваме и не идеш да не видиш после представа какви сме. Издишани. Па затоа што многу се трошиш. Тие ќе ти дадат standing ovations, имаш, ама се трошиш многу. Исто и сега, знаеш, можеби ја не сакам оние прослави 25 години јубилеј, па не знам на видео бим, па омаш, па што си направил, па излага еден, втор, трет. Тоа е толку досадно. И јас затоа се одлучив да напишам нов стендап. 40 страни, мислам дека имаше, да. И... Твој материјал? Све, да. И каде што роустинг си правев самата на себе си. И за текстови заборавање, и за представи, и за мојата клиничка депресија, и за деца, и за бивши муж, и за бивши живот. Се. И тоа зборував сат и 45 минути. Знаеш ли каква е екзалтацијата? Знаеш ли која среќа е? Колку вакви постави стендапи? Сега е ова беше премиера. Кога? Беше на 13 март. Добро. И сега на 12 април играм повторно, 16 и 17 сум Битола и Штип. Стендап, каде настапуваш? Во МН-та. Во МН-та? Да. Па тоа не е стендап? Како не, тоа ти е најтешката форма, не зезе, тоа е една од најтешките форми, сериозно. У кафана бе вака да те закажа, да те нас таква. Тоа е друго, да речеме Сан Франциско, Калифорнија, Њујорк имаат специјализирани клубови и тие личат на мали театри, на мали италијански кутии личат. И тоа е навистина така, има убава сцена, има публика од 200-300 луѓе и тоа функционира. Овдека е малце навистина без врска да го правиш тоа во било кој клуб каде што ти штракаат со алкохол. Сум го правила и тоа, сум одела јас и по клубови, ама многу мачна работа и... Стендапот и не е секогаш за актер, понекогаш стендапот и за стендап. Друг софтвер, се сложувам. Не може секој актер да прави стендап и тоа е точно. Give me a taste of the material. О, Боже Господи, јас почнав многу хронолошки. Прво е зошто не се влезе, објаснам зошто е влези не се соблакај. Тоа е типично, нели, скопски. Ајде бе, влези не се соблакај.
да текнува. А кај нас традиционалното ни вели папучи носите, немај случајно да не се соблекол, сум чистела, сум перала, сум трљала. И потоа имам една цела биографија. Од дете имам раскази, па преку тинеџерство, па адолесцентност, па факултет, па улоги, па малце роустинг им правев на Тони Негор, затоа што беа во публика, ма се тоа беше смислено. Па малце за Каролина зборев, па зелема, све тоа беше тоа што тие ми се другари и пријатели, ме инспирираат да кажам по еден збор, но највеќе си правев самата себе си роустинг. Се утепав. Нема подобро чувство кога ќе се разголиш пред публика и кога нема што друго да ти кажат. Ајде, дај ми трейлер некој. Па не знаеш како, не можам, мора да доеш да гледаш. Абе, за да дојдам да гледам, дај ми трейлер. Ама ти ќе доеш било како да гледаш. Абе, ја ќе дојдам за гледање, него, дај ми трейлер. Значи, потоа зборувам кога се здебелив 89 кила. Значи, ти знаеш ли колку имав ја пред 2 месеци? 89. Што зборуваше? Кажи ми. Па после зборував со помладечко како е да си, па и тоа тука дека сум се зезнала, дека во суштина помладечко е една голема фама, како и 40 се нови 20, дека е најголемата заблуда на 21-виот век. После зборувам и за сувост на вагина, да речеме, после 40 години имаш проблеми со тоа. Исто така зборувам за знаеш, нели сите ние повозрастни, ја таман направив на 10 март 49 години. И сега, ова те зеза бројкава, ама сакаш па нешто, ајде ти да си фатиш некој помладечко да видиш како е. Кој ќе откриеш дека тој уствари е Јеремија, за ништо не го бива, ме разбираш, се фаќа у кичма, нема, и ја викам дека тоа зборувам цело време, дека културолошка разлика имаш. И дека матрицата е друго на едно живење и на второ, па за децата зборувам, дека нели у принцип текно која нас не водеа на слави, која не смеевме ништо да чепнеме, ќе не најадеа од дома и немаше да ни дадат ништо. Немај случајно да си пипнел од маста рацете ти ги скрши. Јас имам Како бе, ја имам една генерална мајка која што вака со мене и со сестра ми, вака ќе не наредеше, сега ќе идеме на слава. Јас сум битушко дете маđarmalsko, кога ќе су ме однеле, ја од чобев дебел. Како да ти кажам, она маса на збори, од посни сарми до руски, до киплици. Друго, кај што те дролала мајка ти, него и те убедила дека е тоа традиција. Дека тоа е непристојно. Како сега ја ќе идам на гости и ќе јадам таму од сармичките? Нема, маса има да седиш мирно. Кам, добро, окей, ќе седам мирна. Бе, тоа ти збора ти од маси, или ако ти стави помалце, па ти културно ќе јадеш, за разлика карма и сабич. Ја имам син по дома, што за хаса положи, а го изнесеш негде по коктейли, пова, пона, додека не ги помине сите маси да проба све, нема до затварање на коктелот, Кирил го гледаш на една маса, јаде, бута и последици нели од детство, му викаш да му па после зборувам на море како одиш. Тоа се вика ликсуртабијата. Па после одиш на море. Добро, и дома јаде толку? Или поише му е вака гладни очи? Не, слаб. Ја викам, ова дете па тоа е метаболизмот. Алал да му. Као овој мојав горе. Виде. Види, веднаш ние воздух, ни се фаќа. Више не. И нели разработуваш метаболизам, ово. Многу има теми, навистина, ама иде една приказна во друга, една во друга, и тоа е навистина многу интересно. И забавно е. Навистина е забавно. Мене ми беше мега забавно. Направи бе некој трейлер, дај да се врти на YouTube, да го пуштиме у емисија за овакво, направи некој исечок. Да, треба. Ја ли да ти кажам дека Бог да чува и да брани, ја ли треба? Треба! Да, треба. Во право сте, господин Илковски. Во право сте, да бидам политички коректна. Да, во право сте, Јанко. Господја министерка, дали ти доаѓа да отидеш да земеш онаа таблана за призивање духови, да го викнеш Нушич и да му речеш: ало, дали си ти патувал низ времето, си ме гледал мене и си ја напишал господја министерка, бидејќи сум гледал српски, хрватски, не знам какви све актерки, не бе брате, све е тоа у реду, све е добро. Но тоа е праена за тебе. Ти си господја министерка и кој имаше, не знам, тамо
малку години и кој имаш сега малку години и кој ќе имаш епте многу години. Неверојатно е, господја министерка, и ти. Ми легна, Нушич е еден од ретките автори, ако не може би единствен, кој што има точно кажано за пратеници, за министри, за политичари, за председатели. Знаеш, он има знаеш, јас имав исто пишував ова кој излезе за пратеници, нели, како си ги вработија сите со привилегии децата, и тој има една работа кажано, вели, пратениците немаат срце, имаат кожни гаќи. Овие нашиве имаат 2 пара кожни гаќи, знаеш. И потоа исклучително е точен кога зборува за министри. Вели, јас ќе се избричам, ќе се ишишам, ама срамот на министерот после тоа нема никој да може да го избричи. Има некои такви реплики и во својата биографија кога пишува, тој баш се бави со тие феномени, знаеш, што ти се случува пред да станеш, па за време на твојот мандат и после тоа. Знаеш, он вика, и Живка вика во еден момент, јас пак ќе бидам министерка. Ќе помине некое време, малку да падне оваа брука, да се смири оваа брука, јас пак ќе дојдам на власт. Таа всушност и не е на власт, таа е жена на министерот, кој што доаѓа муж и вика, слушај, толку многу си ме обрукала, јас ја морам оставка да дадам. Дури моралниот чин Нушич го фаќа. Што сега ние го немаме тоа како некое обележие на нашето ново време, нели? Кога се чул ти да даде министер некој од морални причини, освен на времето Пешев? И тоа ни остана, знаеш, во нашиот мајндсет тоа ни остана, дека само Пешев има дадено од морални обврски оставка. Друг не знаеме. Дури екзотика стана. Да, дури екзотика. Така е. Актуелен ли е и денеска? Апсолутно. Риторичко е прашањево, затоа што да не е актуелен, обична публика која ќе иде и првпат се соочи на крајот на криштата, ретко кој го чита Нушич го гледа. Нушич треба да постои на секоја сцена, во секој театар. Мене кој ме прашаш, треба да има... Колку е актуелен? Многу. Тој е жив. Особено што тој пишувал за глумци. И тој знаел точно што се случува. И ќе видиш низ неговата диоптрија дека ништо се нема сменато од тогаш до сега во однос на однесувањето на политичари. Ништо. Колку години има од тоа? Преку 100 години. Да, скоро. Да, скоро, точно. 1920 и која, он е директор тука на театарот. Нели има Битолчанка жена земено, има Бранислав Нушич. Да, бе, па, знаеш, Битолчанки се царици, краљици. Мораш ли да го освежуваш, господја, да ја оросуваш господја министерка? Знаеш дека не играм, дека ми е симна од репертоар. Не. Да, лани ми е симна од репертоар. Значи, третираме како дебил, крајно неинформиран. Ти си тука, секој вечер работиш трета смена, мислам, како да ти кажем, ја тебе те разбирам. Ти тука си секој ден од понеделник до петок, така? Секој ден. Епа, од 8 до 10, каде да одиш? Кога се најголемите... Сабота и недела, викам, нали де, сега ќе растуриме. Не можеш. Светла камери, кој не работел и кој не работи телевизија, не знае. Тоа многу изморува и многу зема енергија. Така да јас па инфарктот да не ми отиде од... и тоа што викаш. Дали текстот, за да биде актуелен, мораш да му додаваш или тоа ти е твое? Па ја додаваш. Да, ама мораш да се да се движиш со актуелните работи и така натаму? Да, јас се сеќавам и кога излегоа бомбите и сега ја имам телефон и викам, ало, има ли за мене бомба? И тогаш се сеќавам во публика, никој не се смееше. И вака имаше. Непријатно им беше. Позитивно се ослободија луѓето. Но баш онака коментирав на секоја министерка, ќе искоментирав нешто. Ти Нушич е коментатор на социјалното општество. Интересна работа да ти кажам. Бев на Жан Мишел Жар во времето не бев, кога не стигнав. Тука која беше така? Да, која беше во времето на бомбите. И доаѓа една тема, се вика Екзит, во која има отишол во Москва да го сними Едвард Сноуден.
Овој свиркачот. Како не што знам, ги и објави. документарецот го гледав. Сноуден му говори и Жан-Мишел Жар вика многу е важно вика да ги поддржиме свиркачите, они за да ја овакво. Или штама. Штама, и овој се чуди што е публика, он не знаеше дека овдека е тоа што он мисли дека е негде у неговата глава Така. демократија, знаеш она владите тајно работат, народот треба да знае дека е ова крајно Така е. испревртено. Ја Така е. уште некоја година му оставам и он ќе се свести дека тоа е најголемото орудие токму на тие служби. Денеска Така. прислушкувани тие свиркачи, све е тоа манипулација крајна. Така е. За борба на власт и интереси. Не се. Апсолутно, да, на крајот од денот е само борба за превласт и доминација и влијание. Последно беше Клара Цеткин и Роза Луксембург, која за жал стана турбофолк. Не се. Кажи ми, Турбофолк стана точно. Хопа! Да. човече, нема нешто поголемо од еманципирана Нема. жена. Слушај, Нема ништо поеротизирано од еманципирана жена. и од И Клара реализирана. Цеткин, тоа го викале и Роза Луксембург, тоа го барале и што направи? И овие се качија на маси си ги покажаа тангите. И тоа упорно е, значи преку фирми, преку организирани се. Јас верувај ми дали еднашка така требаше да одам и отидов на така. Се ќе ти покажам денеска шопер. Еве го. Плакатот. Аха, супер да. си. Кучичов, што е слава? Буби Љупче Петрушевски тој. Љупче Петрушевски, Буби. Дај ја камерата на Весна. Да. На Весна камерата. На Весна камерата, таш мојата. А гледаш домаќинска атмосфера. Абе, Сами сме супер е, леле, колку е убаво е. Слушај, се шо правев да ти кажам, само да ти го најдам, се извинувам. Денеска, пред да дојдам, значи, денеска што имав други обврски, нешто навака натака, и, меѓу другото, јас отварам, вообичаено не отварам... Како рече се вика? Буби Љупче Петрушевски. И гледам јас, беб, еден пост од едно куче, од Вардариште. Јака ја врти главата. Гледам таму, има еден профил многу добар, малите Палавковци на Емилија, и она баш се грижи за сите тие улични, кој што ја би рекла кучкарка која. Викам, кај куче, вика, па никој не ќе, и она во постот пишува, никој не ќе да го земе, затоа што он прележал штенечак. И прележал штенечак. Викам, да бе, јас дај ќе го земам, ќе го оправам, па после тоа, ако го вдомев, и денеска пред твојата емисија да гостувам срце, ја бев у Вардариште. И го извлеков. И го зема? Да, и во моментов е на разубавување, го шишаат, го прават, и од таму, од оваа позиција, ние ќе се обидеме да се вдоми, знаеш, некои странци сигурно ќе сакаат да го вдомат, но ако остане таму, ќе умре. Мислам, како да ти кажам, душиче. Мици Гејнор. Мислам дека заврши, немој таму некој порно да ми откри. Што сме современа телевизија? Лудила, дигитална, растура, па и кадри менјаме, уау! Сами! Кец 2! Многу сме savремени. И нема вези, јас го ја однес, а таму едни, па си викам, веројатно, еве го, веројатно, па и тие па препознаваат кој е кучкар, па одма. Мисле, 20 кучиња околу мене, душички. Така. И го однесов Мици, ја однесов Мици да ја средате и сега Мици да ја земам после. А децава? Што децата? Децата? Па ти немаш више пубертет ли по дома, нели? Немам. Рад. Имам една. Боже на ти. Ама, керка ми, ама таа не е дома. Она е у фаза кога веќе не се прибира дома. Колку има? 14. Лала, колку мина. Како не се прибираш опреј? Скита бе, трендсетере. Жити све. О, Не да ти кажам право. не знам жена ми дали ме гледа, изгледа, не знам, може би појма Што да немам. те гледа, бе, Јанко? Ако се појави некоја низина фотографија да ти покажам, не, подобро, да. нема везе. Чисто да ја видиш, нема да ја препознаеш, пошто ја ми треба да ја гледам. Стојам на улица и гледам згодна женска. Не ме личи. Па,
Гледам, иде накај мене. И се повлекувам. Чекам пријател на улица. Да. Се повлекувам. Гледам, иде накај мене. Непријатно. Тато! Кај керка ми? Alien abduction. Значи, дотеране, додека не е тој шок. Нели, расте пред тебе и додека не видиш. Режисерот работи во илузију. И студира. Тоа е, да, музеј на илузиите. Си била таму? Не сум била, но знам дека го отворија. Па да ги однесеш Ќе ги однесам Кирил и Мина, побарај го, не, ќе уживаат те. Да, ете, гледаш, добра идеја, стварно да ја однесеш. Значи, он кат-тат ќе те ангажира, сигурно, за некој филм, бидејќи завршува режија. Знам дека завршува. А друго работи во менаџере на илузију. Браво, гледаш, дете си работи. Ќе му биде задоволство. Викни го, побарај го Максим таму. Максим, да, ја го знам од слики. Нека ти ги прошета децата, Аха, добро. Да, тоа е илузија. Да. Абе, дај, немој сега емисија за илузија. Немој за Весне. Не, ако баш добро ме подсети, знам, ама гледаш, дај тие снимките од мобилниот, тие незиниот што ги украдовме, ако сакаш, пушти ги таму. У купачи кај шо е. Да, пушти ги. Малци изненадување за... Слушај. Кажи. Ај ќе ти пуштам после. Да. Циркузи со Вирал Ново. Кажи ми, да се вратиме, јас и Весна вака разговараме и приватно и службено така и не може тоа поинаку да биде. Кажи ми, твојата релација со Игор. Добро. Дали цел живот сте само другари? Само другари. Никогаш немало бенефици? Никогаш. Никакви Friends with benefits никогаш. Friends with benefits никогаш. Не. И затоа сме обстанале толку години. Викаш? Да. Викаш дека тој момент може да расипе О, пријателство? многу, како не, мислам, и јас и тој нема шанси, мислам, како ти кажам, ние сме... Не се перцепирате многу... така? Не. Премногу сте блиски, премногу добро функционирате, просто као да сте навистина во брак. Да срци. И вие кога глумите брак, мене ми се чини дека не глумите. Да. И јас се прашувам, викам, чекай бе, забегавте толку години, не Игор еднаш му па да фрлите по еден прстен и заврши. Што да ве гледам вака кутки и двајцата? Сме. Другарчиња сме. Сега не знам дали знаеш, ќе оди од понеделник да пишува роман. Во Дојран ќе се осами. И најавен е дека таму му одговара воздухот, ќе пешачел, ќе правел и дека не го занима ништо друго освен да напише роман. Така да многу е посветен. Супер е сега. Сега си го чува за радиото. неговите книги прилично добро поминаа во јавноста. Како не, он има по 10 изданија, он има одлични тиражи. На вистина има одлични тиражи и народ го сака многу. Баш го сака. Ептен го сака. Но како да не го сакаш? На вистина и талентиран, и свири, и пее, и одличен глумец е, и шоумен. Супер е. Кажи ми, кога идете баталија министерка. Ме интересира, имаше еден период кога се смени системот. Југославија кога се распадна, се почувствува некои промени и во театарот, некакво, како да кажам, како да имаше некоја самоцензура која се ослободи. Во говорот и во обраќањето помеѓу публиката и дури публиката малце повеќе беше пооткачена одошто актерите. Актерите секогаш беа поавангардни. Од Радован Тречи кој знаеш како Зоран Радмиловиќ знаеше да дае критика на општество во време кога... Тој денес го гледаш Зоран Радмиловиќ во Радован Тречи и денеска е современ. Значи и во однос на актерската игра и во однос на импровизација. Он е гениален. Мислам, гениален. Ја него го сум го гледала 100 пати и Кралиби сум ја гледала, на YouTube ја има. Спусти пецајко. Да, колко е таму добар е. А тоа му е првата посериозна и главна улога Кралиби. После тоа он се вивнува... Но публиката имаше тој период кога нема фамилија и почесто иде во театар, едноставно многу ми беше чудно, и тоа го забележував,
се едно дали ќе гледа комедија, трагедија, а имаше некоја вулгарност. Да, да би пцовка. Абе, како да експлодираше, како да го чекаа тој момент. Ослободување. Како Ослободување го на- гледаш ти тоа и како е денеска, например, споредено со тоа? На што публиката реагира, што е или е истата приказна? Јас искрено конкретно тоа што ми е најсвежо последниот во влези не се соблака, јас немав ниту една вулгарност, ниту едно пцуење, ништо и луѓето одлично го укапираа тоа и се забавуваа. Не секогаш се потребни пцовки, вулгарности и употреба на зборови кои што во приватниот живот ги користим и ги употребуваме од проста причина што тоа навистина на сцена може да биде дегутантно, но во еден контекст кој што е оправдан нема Како во диво месо? Нема проблем апсолутно. Мислам, тие се реплики кои на крајот на криштата ние го играме животот. А животот е театар, театар е животот. Значи ние ако таа актерска игра не ја преточиме во живот на сцена, ништо не сме направиле. И ако не го коментираме нашиот живот што го живееме, исто така ништо не сме направиле. Имаш ли улоги кои просто не можеш да прерипаш, а да онака ги играш во серија, а да не убациш некоја импровизација, да го исчашиш текстот Не без смеш, договор? пак ќе го спомнам Олби. Олби не смеш ни точка да импровизираш. Едвард Олби за брачни игри кој се плаши од Вирџинија Вулф. Значи не можеш да импровизираш ниту точка. Јас и Игор ден денеска имавме 39-та... Толку е совршен текст? Совршен. Па Пулицер Прајс 3 пати. Значи, толку е совршен текстот што јас и Игор 39-та изведба имаме. Ние секоја представа во 6 сат доаѓаме и си го повторуваме текстот. Вака. И тогаш идеме да се шминкаме, откако ќе го завршиме текстот, одиме да се шминкаме, се дотеруеме и се симнуваме доле во 19:45, правиме 2-3 склека, проверуваме дали е се точно на сцена наместено, од реквизити си, тоа ни е веќе како некоја рутина и тераме изведба. На вистина за брачна игра, по особено не ни се случило да немаме standing ovations. На вистина аплодираат по 10 минути, ама го ставаме животот на сцена. Но не се импровизацијата, тој Јанчев има научено. Вели, импровизацијата можеш да ја тераш, вели, до одреден момент, ама вика, потоа станува прилично невкусна, баш со тој збор. Вика, не е вкусна импровизацијата на сцена ако претераш. Вика, тоа не е добро. Затоа, вели, ќе се држиш до текстот и од текстот ако извлечеш во контекст на текстот, ако направиш импровизација, окей. Ама вика, не. Особено за комедија. Комедијата е точност. Комедијата не е импровизација. Други остајте шо... Значи, еве гледај... И генерално сите улоги така ги тераш? Да. Да, многу сериозно и посветено. Па А има ли колеги кои онака знаат да и тоа успешно го прават, например, да одскокнат? Ти кој би ги спомнала? Ма одлични, мене ми е криво што Тони не игра повеќе, да речеме Михајловски, ама он е исто одличен глумец како во сите жанрови. Одличен. Он е сјаен. Извини, ја мислам дека нема поангажиран глумец на балканскиве простори од него, на Не, за во такви... театар не игра. Да, да, во театар не. Во не. одлична продукција, он игра во Сенке над Балканом, што 95% овде може да Значи, сонуваат да играат, така да... така силно изразителен е. Не, точен актер е он многу. Да? Он е многу точен актер, да. Он е посветен, он да речеме исто така многу посветен учи тексти. Дисциплинира. Да, многу. Он има една и техника, и посветен е, и одличен партнер. Јас со него се сеќавам кога почнувавме, јас со него бев... нон-стоп не ставаа партнери. Па едно сигурно 7-8 проекти сме играле партнери директни јас и тој. И никогаш не ми било... Затоа и тој ја режираше брачна игра, затоа и го викнавме со Игор да не изрежира, затоа што и најдобро не познава. И можам да ти кажам дека навистина е талентиран режисер. И дури ми е малце од време на време мака што се бави со политика, затоа што му го зема талентот тоа. И мислам дека треба да ни се врати што поскоро во театар, искрено. Нема у моментов никаков ангажман? Нема, он си е во театар кај нас првак, све тоа супер легитимно, ама не игра. Да, не игра. Нема.
Да. Абе, добро, многу игра му беше во серии. мюзиклот, мене ми беше жал што Да, ни го симна го тој. симна од програма, тоа скапа продукција беше Да. и штета што не се Штета. ќе го извадиш Да, како не, не, не. флешденс, како флешденс, ќе го ти текне одма. Да, Викам па ајде да го викнем камеровано да зумира, може ќе имаме некој ексклузија. Не си извинам малку. се Не, извинам на зашто не, нема. гледачите. Не. Ти даваме поддршка. Така да тајно моја беше исто јас тврдам еден многу добар проект. И навистина го направи Тони добро. И ние уживавме, иако игравме со млади глумци, со млади пеачки таленти. Дејан Лилич играше, Арна, јас, Игор, Лазе Манасков. Тие бевме всушност актери, а другите беа млади пеачи, Антонија Гиговска, Денис, ги игра, нели, Тарабунов знам играше. Памтиш ли некој скандал? Онака поедеме туџи срам, онака на сцена и се дешава параспор. Еве, ја обично Ја се луѓе сеќавам. прашуваат некоја, кажете ни некоја Анегдота. Анегдота. Еве ти викам нешто што не ти се Игравме спомне, во што Бунд. која она пред да заспиеш кога ќе ти текне, ај. Па се И баш нема не се стално пред да заспеам, ама една од тие имаше, имам повеќе. Една од тие приказни е играме Бунд во домот за старци и Кили и Тони Михайловски игра алтернации. Јас играв женската роља, а дечкото што играше, што ми беше партнер, играше една представа Тони, една Кили. И се со Тони се беше супер договорено, и јас како што седев во една дупка и тука требаше да ми дојде партнерот, во таа изведба дојде Кили и треба, не знам, да ме гушне, да ме баци и он од никаде, хоп, ми се соблече. Да. Пиштол гол? Пиштол, ја Кили? гледам Кили, да добро за него, тоа беше, немаше проблем. Да, кој знае што трава било. И ја гам, еј! И нема врска, цела сцена си отиде така. Нормално не можев да му кажам ништо, затоа што после сцената ми кидна, јас имав уште и во вториот дел. И тоа остана некако така, никогаш ништо не му кажав. Не успеав просто, тој беше струја. Сега го гледаш, сега не го гледаш, знаеш. И исто така, знаеш, и тоа ми остана Извини, само кажи ми каде се случи ова? Во театар центар Старманата, во Бунд, да. Бунд во домот за старци. Да речеме со Тони, јас не сум имала таков проблем, он е точен, не може никогаш да ти изненади или ако сака да ти направи нешто во сцена, претходно ќе ти каже, слушај, ја оваа сцена вака ќе ја направам, дали може, дали не може, значи сме се договарале секогаш. И има многу, сега ми текна уште една така што никогаш не сум ја, во Струмица, во Струмица гостувам на Коле Ангеловски представа Седмица смрт или љубов, така беше тоа на еден текст. И се ја спремаме, јас треба да се качам на една маса, не знам, фустано да го кренеш и практично со газот се вртиш, гаќите за промаја до тука. Тие се регуларни, не е нит еротика, нит скандал, ништо. И завршува представата, после премиера ние да се прошетаме ја, Коле Ангеловски, уште некој таму од екипата на Струмички театар. И се имаше едно корзо таму во Струмица. И да се прошетаме и само слушам еден. Шо бе таа Весна Газ покажува? Шо бе таа земале тука да не играе? Што таа? Леле и на Коле, викам, гледаш ли шо ми направи? Гледаш ли се, викам, како ми ја уништи кариерата, знаеш? И тоа го слушаш. Не зборат за улогата, за ролјата, за гачите се вате. И нема врска истата таа вечер, не знам, треба да идеме во диско, да се забавljаме, нормално Коле си оди дома, човек во години, возрасен, и тогаш, Коле стално е возрасен. И сега бевме заедно во Жирин, во Битола. Исте, неверојатен дух, неверојатен лик. И многу го сакам. И нема везе, и се јас идам во дискотеки, доаѓа еден и ми кажува да играме, ја кажам, не ми се игра, извини. Тогаш уште беше со канење, разбираш, ако сакаш да играме. Што ма не сакаш да играме? Тепачка се деси. Со обезбедување ме изнесувале од диско во Струмица. Страшно, мислам, стварно. И тоа ми се има десено.
Струмица ден денес која ќе идам на тоа ми текну и кам, таму имаше едно диско надвор од Струмици, ќе ми го кажат, сум заборавила како се вика. Да. И тоа ми се случило. Ајде да издишеме малце, ќе направиме кратка Ајде пауза. да направиме, Помина цел саат. Кој ти праќа бакне? Ми праќа Баже, 103. Баже. Читаш? Читам. Гледаш каков геј однос имаме ние. Со Тој ми е бакнеш режисерот и- кој ми вика ај реклами, му Ај вика после. мајко. Имате софистицирана комуникација. Па да ти кажам, и е спрема другиве како комуницираат никако. Ама ви имате добра комуникација. Да ти е мило да бегаш. Чути ми полошо. Ми се свиѓа микрофонот и функционира? Да. Да. Ово е за лайв стриминг. Кога да, он е како звучна карта. Имам уште еден таму, ама тоа е тоа. После све ќе ти раскажам. Ајде, раскажи ми. Ќе те прошетам по канцеларии таму, по бироата, кај Еве. све ово, она, ваму и таму. Што ти викаат, многу си Кучето е убав. готово, ќе те чекам. Ветеринарка Мила Каменка. Кучето е готово, ќе те чекам. Мици Гейнор готова е. Мици Гейнор ја крсти. Да, умеѓу време Мици Гейнор. А имаме реклами се више, Да, не, уште не А почна. уште не почнале реклами. Мачка имаш? Не, мајка ми чува мачки. И јас татко ми. сакам мачка. Сакаш мачки? Многу сакам мачка. Јас ги почитувам, И цел живот имам куче, ама не би чувала мачки. а последното куче ми живееше 17 години. Ми на 18. Откако почина, ја не можам друго да земам. Не можам. Ама јас тврдам Многу дека се ти врз. си многу емотивен, дека си плачко. Не, точно. Еде, ти си една брестока од човека, нема што да. Ти си еден Руменка, јас сум човек плачка. фини суптил, да могу те убием на лицу место, Место, те да. посадим кој зумбул. Режија, ве молам реклами, се враќаме молам. веднаш. Океј, пак сме во... тука си? Дај да ти ја подпишам за Лиден и ти ја подпишувам на тебе книгата. Зошто? А ти ќе се расплачеш, сите... Зошто? Животот не е игра, не е театарска представа, нема генерална проба, нема реприза. Понекогаш знае да биде и тажен, кошмарен сон од кој тешко се будиме. Сакаш да ја депресираш жена ми? Не, ќе и дадам волја, живот. Многу е добра, 3 изданија мислам дека има, 4-то кај да е. Зошто трофеј? Па затоа што во суштина јас долго време се бавев со таа теза дека многу често луѓето те прифаќаат и те земаат како трофеј, а не како тој што си. Ајде го спуштам нивото. Те молам, извини ме, па ти врати го. Добро. Ти беше многу извикана, атрактивна и буквално трофеј. Да ја се фатиш со Весна, бебе. Јас сум ја легнал. На таков трофеј, мислиме? На да, на Или секаков. на професионален? И на професионален, и на Ти приватен. збори ја да станам да побарам пенкало. Да. И на професионален, и на приватен, на секаков. Едноставно почнуваш и кога се социализираш со луѓе, имаш чувство дека од други причини со тебе, нема вистински причини, не се докрај доследни во емоциите, ако воопшто ги има да ти ги дадат. Немате пенкало во телевизија? Све е на мобилен овдека. Режија, прати едно Прати пенкало. Прати 2 книги од Џорџ да правиме визверзија. Така е, не е оваа истата? Добро. Така да заради тоа е, ама... Да. Заради тоа е трофеј. За депресијата? Да. Мисля, не ми е јасно, ти клиничка депресија, не ми е верно. Да, мене не ми беше се до моментот дека не отидов на регуларен психијатар и тој ми рече, вика, ти си студентски пример за клиничка депресија, да. Клиничка депресија е многу опасна ситуација. Опасна. Луѓе, буквално може да те потпрашат. Да, секако се што се. Губеше волја за живот. Па има тука 2 обида, да. Дори и обите. Да, има.
Дали имаше причина или едноставно Губење на тебе самиот shutdown? себе си, има шатдаун, да. Одеднаш вака ја само паметиш дека ја спушташ ролетната, ма вистина. Во физичка смисла ја спушташ ролетната и после тоа само одиш кон една цел затоа што сакаш да те снема. Да, и тоа се најжестоките емоции. Јас сеќам, имавме ние предавање со стариот Мицев. Какви жестоки емоции избориш? Депресијата подразбира најжестоки емоции. Аха, така, ја мислев губење на емоции, Не најжестоки емоции, затоа што тука превираш во сам себе и се бориш самиот со себе си, се бориш со своето супер его, сакаш да супер, сакаш да Усвари, во еден момент од денот ти капираш дека тебе повеќе ништо не ти е важно. Не ти е важно ни тоа што си направил, ни тоа што го имаш, ни тоа... дали интелектуално ти е јасно дека тоа не е твоја мисла или едноставно толку те обзема да не можеш дури ни да ја перцепираш дека се губи логиката? Помрачување, затоа што во тој момент не цимаш горе, не цимаш долу, нема средина. Значи, само ти се спушта, ама буквално имаш мрак. И не знаеш, само сакаш да се спасиш, затоа што таа е толку многу жестока и силна емоција. Каква емоција? Зошто излезот е одземање на животот? Зошто треба да се исклучиш? Затоа што толку е многу тешкотијата голема, што веќе ти не можеш органски, значи во животински смисол, во смисол на преживување, не можеш да го издржиш тоа. Не можеш, просто не можеш да живееш. Не сакаш, не можеш да се справиш, ти доста ти од се, многу голем напор, притисок, целиот овој, види, мене мозокот ми работи на вистина 500 на сат. И јас на вистина и пишувам, и играм, и чувам деца, и сум насмеана, и има светлина во мојот живот, ама во тој период немав ништо. Многу се истоштив, многу се измачив, многу ми дојде се преку глава. И се изморив. Имаше и деца, имаше и работа, Да. имаш родители, Да. имаше... Имав и машко што ме напушти после 2 дена. Да. И се... Што мислиш, што беше тригерот? Тригерот беше оној момент кога мислиш дека создаваш едно семејство со најдобра намера и кога тоа семејство ти се руши, дека ти не си доволно вреден за да го имаш семејството. Ти доаѓа супресивна енергија од партнерот што си го сакал неколку години, ти е потиснува енергијата, индиректно ти соопштува со своето однесување дека ти можеби не си вреден за ништо. Твојата вредност, твојот вредностен емоционален систем се руши, твојот живот се распарчува. Многу тажно. Многу тажно и многу... Луѓе у вакви ситуации посегнуваат кон дрога, кон алкохол, адреналин, джанки, ништо не ти помогна? Ништо. Јас само се сеќавам дека кога ја отворив фиоката, и затоа пишувам во книгата, кога ја отворив, и затоа ја напишав за да им дадам порака на луѓето дека целиот живот на вистина е борба и секој ден е аудиција. Еве сега јас и ти аудицираме пред твојата публика, знаеш, и тоа е посебен напор кој што го носиме како одговорност и јас и ти во моментов. Знам ја што ќе правам дома и како ми е дома кога ќе заврши се во ова и кога ќе симнам. Се затварам у соба и морам да се соблечам гол. Така е, гол. Така е. И 15-20 минути за да се вратам у нормала. И тогаш знаат фамилија, не ме рчкаат, не ме ништо. Јас тоа, знаеш како, мене тогаш тој период во животот ја играв Кој представи, зборам гол, мајцата да ја соблечам, да излезе... Метафорично, да. Метафорично. Јас сеќам, ми снимав емисии и играв представи и чував деца и бев добра сопруга, не знам, готвев, перев, пеглав, оние што се знаеш нормативи најпримитивни кои што мора да ги задоволиш. И бев тука секогаш и бев разбрана и учествува во целото тоа градење на дом. И одеднашка некој доаѓа и ти вика, слушај, јас повеќе вака не можам, ти си историја, ти не заслужуваш, не ме заслужуваш мене, да, некои такви реплики. И ја тоа го сватив прилично како одговорност дека јас не сум доволно добра.
Не ми Дека се јас- веруе, мислев дека си потав, многу. Па да, сум. Мислев дека си, извини, ќе биде малце ја вулгарен, дека си позаебан карактер. Кој? Thank you and fuck you, имам ја, Да. можам ово, она, ама и Да, ти ма си тоа се емотивен. тоа паѓаш, знаеш, тоа се трудиш цело време. Up and down, up and down, up and down. И едно време идеш во понор и па јас мене среќам. Како ти текна да побараш лекарска помош? Тоа е мислам, најдоброто што си го направила во Да. целава ситуација, бидејќи ти од таму сама не можеш да се вратиш. Не може ни мајка, ни татко, само стручна помош. Само стручна А помош. кај и нас само- традицијата е, не дај Боже на психијатар, лекар и така натаму. Психијатерот, као и јас после тоа се префрлив на гешталт од психијатар која ми ја препиша таа Не, ама терапијата. како ти дојде идејата? Како дојде... Тоа било голем Да. поттик, борба за живот, тоа е крик за преживување. Добро е што си го имала. Луѓе Само у депресија го губат тоа. Само отидов и се сеќавам дека не ми беше повеќе добро, не можев да дишам, не спиев. Ја ден денес имам проблеми со спиење. Имам и јас. Напади на паника? Немам. Фала Богу, немам. Анксиозна сум, ама немам напади на паника. И имам расположение кои што во текот на денот се менуваат, да речеме. Биполар? Не. До толку си, одеднаш тепаш све во плут. Фала Богу. А може сум, не знам, ни да можете ме проценат и за биполар, и тоа не е исклучено. Но во суштина... Сама отиде. Да, само Веќе не си може. отидов, не можев да издржам и само се појавив и реков, мене тоа и тоа ми се случило, имам во историјата, тоа и тоа направено, и он вика, тоа е најстрашно што можеш да ми кажеш, и почна да ме испрашува, да ме прашува како, што сум направила, кои биле причините. И како и секој добар психијатар, условно, и ќе ти препише антидепресиви и седативи, и кога ќе ти препише антидепресиви и седативи, ти тогаш викаш, Флетлайнер си. леле, имаш проблем со паметење после. Ти го блокираат умот. Тоа е една дрога која што е само на рецепт. Ама треба еден ден и да се откачиш Јас од ја неа и- откачив одеднаш, што може би не е добро, зашто велат како го зимаш полека, така треба и да откачиш. Ја откачив преку ноќ. Затоа што ми пречеше во работата. И сега кризи? Немам, немам. Или се расплинуваш во повеќе, обично бара многу ангажман, да не се, велат, најдобро е за депресијата да не се занимаваш со себе, екстерните. Значи, деца, работа, професија, книги... Книги многу читам, ја Ама дури и тоа да премногу... не е напор. Па што знам бе, Јанко, дали е напор, ама мене па ме одмараат книги. Се бавам многу со децата, да речеме, јас сум дури презагрижена мајка, што е мојата најдобра другарка Вики. Ми викаат, ја мислам дека ти не знаеш да се олабавиш за децата. Јас велам, навистина и тоа сум мажена те за прашам. децата. Да, не знам, јас се кирам, како ти кажам, јас се кирам дали стигнало до таму детево. Па зашто не ми кажало за една работа, за втора работа. Ги учам многу да бидат честни и одговорни луѓе, тоа е најтешката мисија во нашите животи. Молим Готово. те прекини да ми опишеш жена ми. Да, гледаш, тоа е најтешката задача. Ништо ова, без што да ти кажам. Мојве синови има 21, 26, она 3 пати вечерта кај да излезат, мора на Вибер да дадат извештај што се и кај се, не може да заспие. Па во овој свет полуден, мислам, гледаш што се случува. А и ти добро знаеш што ти се случуваше. Така е, мислам, све знаеш што е... Ти веќе, кој знае дали ќе затвориш очи мирно, кој што треба. Не, јас сега ќе ти кажам, знаеш како, Јанко, јас не можам да заспијам регуларно. Значи, јас навистина не можам. Јас мора да се напијам апче да заспијам. И тоа е само тој порок што го имам. Јас навистина не пијам нешто она. И, знаеш, оние бегството во шекерите, сега, фала Богу, сум на диета и од таа зависност кон шекери се одвикнувам. Но, реално, таа грижа што ние знаеш, па ти знаеш. Значи, таа е таа трка за пари, ти мора да ги платиш сметките, ти мора да донесеш дома бредвинер, нели, мора да ги нараниш по дома твоите, мора да ги облечеш децата, нели, да им купиш. И се, јас сум сама.
И тоа треба се да правам. Значи, тоа е во ово општество е сизифовска работа. Па дај омужи се за Игор Џамбазов. Супер татко ќе биде, ги сака децата, живејте заедно. И таманке, глумите, и ке све. Мислам, и Јонко Утка ми се шета таму по села, по Свирипичино, негде као ово. Дај приберете се. Ма не мора секс да имате. Стари сте више за секс, да ви поминало времето. Има батерии за вибратори. Ама е добро тоа кога дојде на детската представа што ја правев, ова што сега стварно децата да ги пофалам. Ја кога беше прекрасни ми се. последното кај тебе, он ме советуваше, ја го праша, викам дали да ја викнам, пошто драмата што ти се случи, со таква љубов збореше за тебе. Ја викам, ој стварно ја сака. Да. Ама стварно те сака. Аби јас него го сакам, што е право е. Па Многу го сакајте се. сакам. Што се распленувате? Слушај, и само ове Знаеш многу- како ти ги сака децата, како збореше за нив. Јако да не пукнеш. Слушај, се случува детскава представа, нашата љубов, и сега премиера. И доаѓаат сите, а он мене ми се јава и ми вика, само да знаеш, ќе дојдам во друштво, во присуство на родител и со маестро дојдам. На представа детска доаѓал во друштво на родител. Срце, злато е. Да е жив и здрав, само такви ликови нема во оваа држава, знаеш. Да се чуваме едни со други. Најгледани емисии ми се неговите гостувања. Да, срце. Значи, веруваш дека неговото прво гостување во наша ТВ збореше за дедо му, Петре. Има Првичка. таму приказни да умреш, многу е смешно. Не само тоа, он ги раскажа тие приказни. Ги раскажа. Да. А за Драган Николич ти има раскажано приказна? Чекај сега. И сега, луѓево, снимка нема. Да. Ние доволно бевме црепоју наша Леле, ТВ, не нема. постои, нема снимка. Ти веруваш ли дека луѓе уште ми зборат како го имитираш? Исте како Петре. Леле, сега Ист. исти како татко му. Да, ама го Не, имитира физички. Петре, да, Физички исте се како исти како маестро, татко. да. Маестро. А за Петре го имитира, бе, тоа го има симната згра. За Драган Николич, знаеш приказната? Што? Ќе јас раскажам, малку ќе си го викнеш ти, он ќе ти раскаже подобро. Не Да. доаѓа, рече, вика, премногу бев кај тебе, ја вика, више не доаѓам. Баш ми Ќе му кажеш. А па сега ќе му излезе книга, ќе мора да дојде. не, предходната исто рече, не. Не ќе Многу дојде, ќе кај дојде. Сега е супер. Аје, му жена дојде- се му мора да те И доаѓа Драган Николич у Скопје и Петар приличко на умирање. Мислам, последни, нели, паднат више у кревет. И дошол да го види, здраво, како си Петре, си добар, е све окей. И се Драган, само да скратам прича, он ќе ти ја раскаже подобро. Излегува до тоалет и Петре ми кажа, што си ми го тонала овој? Кој беше, бе? А Игор вика, јас рекем, Драган Николич го носа. Кој беше овој? Што ми го носи? Да, многу има добри приказни за Петре, има, ја уживам денески го терам да ми кажува, чекај се ова, чекај она. Има одлични приказни за Петре. Плаче за една серија за тебе, Игор и Да. Тони. Да. Бидејќи сте многу чудни. Например, ти си девојка која беше онака многу ин, која беше млада, Млади трофеи, пензионери да се ваму вика. таму. Тони беше дете кое од нива, што се вика, дојде овдека, Да. а Галеното дете беше Игор Џамбазов, Така е. она Џамбазови, па Така е. сите привилегии, Мамин сите- син, мамин мамин син. син, па на страна, секако дека е така, ама он Така. извореден талент и си го докажа. Апсолутно. Нели? А се сеќам Тони кај мене кој викаше, вика, ја вика се тепам да доја, никој не ме ферма Игор Влага, сите, вика, а врсници. И вика, многу ми беше Ама и покрај тие разлики што ги имавте, класно карактерни, таква едно добро трио сте, ја ви имам фатено со Тони еден таков муабет, пред смрт ќе го ставам негде на Твитер, многу е безобразен, ти немате појма што сте зборели. Пред мене. Немаш појма. Не го Бидејќи кажи тука се вклучени политичари. Мислам, да го кажам овде, сега ќе не ликвидира тутба за 15 минути. Али овде ќе стои. Не ми доаѓа, нема да викам у дупка, врба па некој шупелче да го каже. Али пред смрт сите ќе ве издадат. Да не издадеш, Јанко, да не издадеш.
Што ти се плановите, Весна? Па еве сега да се игра ова Влези не се с облака и со Вики, со продуцентката и другарката моја најдобра, која што ја обожувам патем. Вики ти е најдобра другарка? Да, и е продуцентка веќе 15 години на сите проекти што ги правиме. Но вистина. Да. И сега ќе сакаме да да снимаме детска серија. 10 епизоди сакаме да после успешната нашата љубов представа сакаме да снимиме 10 епизоди. Сега во петок ни доаѓа Андрија Милошевиќ. Нашата продукција го носи, јас и Вики КМК продукција. Каде ќе се емитува? Детската? Да. Кај сакаме. Кај сакаме, да ти кажам. Право, работата е што многу тешко да ја собереш да направиш таа финансиска конструкција. Отима многу работа, ама решени сме и двете дека мора да ја направиме. Затоа што имаме извонредни таленти во школата. Значи, јас имам преубави, предобри, преталентирани деца. Баш кога се едуцирани веќе 3 години, е штета да не ги снимиш, штета да не ги имаш како детска серија. Навистина. Кој што сака друг, нека снимаат сите. Јас имам, друга е мојата приказна. Кај ќе снимате, во кои простори? Уште не знаеме, затоа што екстериерно и интериерно. Ја дури сум со ние да снимаме интериерите во стан, а екстериерите, локациите веќе ги имам 10 во глава. Да ќе бидат сигурно... Што серија ќе биде тоа? Нешто како овие, современа тема? Играно, едукативна, да. Така. Она што им недостасува на онаа возраст од 6 до 15 ќе има се. Тоа значи, ако биде реална, тоа ќе биде ваква. Ќе биде. Со гаджетите. Нон-стоп се, мислам, ја... За тоа јас се борам и навистина има и во представата зборувам за тоа во нашата љубов. Мислам, децата зборуваат, тоа е мој текст, но го зборуваат цело време и тоа ќе биде едни од темите во серијата. Ја не им се плашам за телефоните на децата. Не се плашам ни јас. Им даваш телефони? Да, има телефони, ама да речеме во 8:30 ми ги оставаат во дневната, што не сакам да спијат со телефони. Так. И едниот и другиот. Так. Остави телефонот, ко генерал сум. Знам баба ми како викаше кога се појавија колор телевизорите и телефоните, мозокот ке ти се исуши, не гледај ке ослепиш. Така и ние се најверојатно реагираме спрема ова. Има проблем. Телефонот значи се отуѓуваат, немаат другарчиња, немаат комуникација нормална, виртуелна, има целата комуникација, тоа не е здраво. Не читаат книги, не гледаат добри филмови, не слушаат добра музика. Не. Све е инстант. Се е инстант. Не знаеме што ќе произлезе од ова, а мора да произлезе некој квалитет. Господ со нив. Кажи ми, што сакав да те прашам, оваа представа, овие серијава што ќе ја правите, колку ќе траат епизодите? Дали е готово сценарието? Дали... Јас треба да ги напишам, крокито веќе почнато, по 35 минути, мислам дека сосема доволно за една епизода. Така. И целата финансиска конструкција ќе имаш со се реклами, со се све... Па морам. Така. Морам. Рекламите дури не би ме интересирале. Ме интересира да можеш да поклиеш продукција и постпродукција. Весна, ја на памет зборам, ја не сум ни вработен во телевизијава, ама ако ти е интересно, повели, има овде простор. Но совет да ти кажам, еден добар, и ти стојам на располагање да ти помогнам, Facebook профил, YouTube канал. Така. Тие исто така се прилично добро гледани. Се сложувам. Ја имам дури еден спонзор кој вика, мене ми е поинтересно на твојот портал да се... Ја имам свој портал. Да, знам. Вика, одошто во твојата емисија. Така е. Зошто? Викам, емисијата е гледана. Да, ама ние веќе се ориентираме... Така е, се сложувам. Се е побрзо. Отвараш, так, чао. Значи, и толку. Еве, правам лайв стриминг од емисијава, вечерва да ја правев, ке имавме плюс 90.000 гледачи. Значи, таков рич, која ми го покажав на некои бивши уредници од други телевизии, за глава се фатеа. Вика, ова со вести не можеме да го постигнеме. Ама, тоа го... Значи, Америка, Канада, на Фейсбук му доаѓа известување. Јанко иде уживо. Така. Да видиме, со Весна. Така е.
Така што можностите се бесконечни. Стари сме малце да експериментираме, ама не Не, знаеме ама- како ќе дојде со нив. Ние со сме целава работа. во тој бизнис и мора да ги следиме сите трендови. Имаш ли и приватен интерес. живот? Не. Шо мислиш ти имам? Немам, бебо, не. Немам, бебо. Излегов пред некој ден. Кај излезе? У тоа 3. Добро? 3. Со Каролина и со Ани и со мужевите им. Со Михо и со Гоцка. Па едно пола сат и само се погледнавме да си идеме ние. И си отидовме кај младиот брачен пар по дома, си направивме муабет. Мирни раат по дома. Не можам веќе, знаеш како? Немаш сила, немаш енергија. Да. Или си одам, ако излезам, тогаш седам и бирам нешто за да може да седнам и да бидам на маса. Не можам ни да стојам, ни да дзензам, ни да ме бутка некој од лево и од десно. Не можам. Многу ми е, премногу ми е. Ама на концерти, па, ете, кој ќе дојдат светски звезди, си идам стално. Така. Еве сега заради децата на лозама. Сакаш да се видиш со Лидија, толку години се знаеме, а никако да ја сретнеш жена. Никако. Ајде у дежаву деноиве. За викенд обично идеме јас и она навечер. Па, ајде викнете сабота, недела. Знаеш дека ние првото идење на одмор ние после 15 години брак, откако попораснаа децата, дури сега ние почнуваме да искачаме, па концерти. За 8 март си се родил жена, за 8 март кај Сенко бевме на Мальчики. Да, знам, ми кажам. Колку беше добро. Да, ми рече, ми покажуваше. Да, ја имав тогаш проби, не можев да дам, ама... колку добар проект направиле. Ми рече го снимал и ќе качува на YouTube, така ќе гледам јас. Ќе би го блокирам, само јас да имам ексклузивата. Многу е добро. Не те ли интересираат тебе такви проекти, нешто да влезеш у тоа? Како не ме интересира, само не ја знаеш, Не можеш... да почнам да се нурнам, да се бавам, ќе го истерам тоа до крај. Опушти се, не те пуштам, имаме уште муаве. Добро. Кажи ми, ова ти е втора или трета книга? Прва. Не, имаш уште една предходна. Немам јанко уште една предходна. Оваа ми е прва и е бестселер. Па ја така, знаеш. Ај сега да ти покажам дека имам книгава твоја. Што имам, човече, предходно? Кога ти излезе книгава? Кога ти излезе? Пред 3 години. Епа ми имаш подарено веднаш. Епа, тебе, ама зашо не си однал дома да ја прочитат? Затоа што трофеј ми е. Епа, гледаш дека немаш. Дека да се фала. Слушај, јас знам дека не ти донесов последниот пат и ме изеде Јанза. Знам, зборувавме за книгата и ја не донесов книга. Колку време ти требаше да ја напишеш? 25 дена. Абе, ајде, не месеци. Да, ама ја мислев предходно многу. Запишував белешки ово, не само да. Готовките. Да, и постоја, ја седнав и за 25 дена Не напишав. можам да напишам книга, имам книга у глава, не можам да Можеш, напишам. не си се знам. одлучил. Не, се одлучив едноставно, предолг е процесот. Ама да ти кажам право, ако имаш концепти, ако имаш... Тоа не знам да го Костур, правам. Тоа не ќе го знам како се направиш. прават скиците. Не знаеш, ќе си. Тоа ти помага театарската работа, сценарија, читање и така натаму? Многу. Драматургијата ми помага многу. Драматургијата, ја тоа не го знам. Да, многу ми помага Јас сум тоа. чист импровизатор и ја не знам што да пишувам и кога ќе седнам така пишувам, Се ти доаѓа, така? не знам каде ќе ме однесе. Ама драмското дело е, освен што треба да го одиграш, треба прво да го прочиташ точно. Затоа е многу значајно, знаеш да прочиташ точно драмско дело. Најголемиот ни отиде. Што значи тоа? Горан Стефановски ни отиде. Бог да го прости. А многу тешко ја преживеав ја неговата смрт, искрено. Многу. Мислам дека нема како за Тоше, што нема да имаме уште многу долго таков пејач, ние ваков писател нема да имаме. Маестрален. Мислам, она што го, еве и денеска, Денес. као Нушич актуелноста или како овие... Безвременски е Горан. Безвременски. Е гениален во пишувањето. И беше таков убав лик. Приватно беше многу убав лик. Фраер, шизик, скопски дечко.
И многу добар професор, мене беше и професор. Што од младиве денеска гледа? Што вака ти фаќа око? Што мислиш дека е иднината? Еве, тогаш не знам дали те препознавале, нели постарите колеги ти давале препознавале, многу. тоа се беа други генерации. Препознаваш ли ти сега некого, не од твојата школа? Еве, вака не, некој вака веќе за што... колеги. Ја многу сакам млади глумци, секогаш сум ги поддржувала и од секогаш сум била многу позитивна кон нив. Еве, во театар комедија видов фантастични ликови. Ма одлични глумци имаме ние. Ние на вистина имаме многу добри млади глумци и во театар комедија и во Македонски народен театар. Знаеш ли кој е многу добар ансамбл, а луѓето не знаат? Прилепскиот театар. Таму има многу добри глумци. Еве, кога го спомна Прилепскиот, да. од газата мој книги, така е. пар да имаш, Фала на ти. располагање. Што те фасцинира од нивниот ансамбл? Прво се мешан ансамбл, се знаеш, има и деца се, јас колку што може, јас сум ги гледала 2-3 пати. Има и од Скопје, има и од Прилепе. Сега не знам дали има и од, мислам дека има и од Велес, ама се многу убав ансамбл се, многу добар ансамбл се. Баш и онаа некоја возраст каде што се генерацијски, мислам дека тоа е особено, па дека јас сум играла во Прилеп на неколку пати. Она што недостасува на тој театар, сега го имаат со овој ансамбл. Само што да им го направат театарот, тој навистина работат во невозможни услови. Работат во една руина, работат во едни скали каде што мислам дека денес тие деца ќе искршат некоја нога, таваните им паѓаат, а тој театар, не само поради историјата која што има Прилеп, туку навистина поради овие млади глумци кои што јас со двајца се знам лично таму, мислам не ова некој протажирање или леле, не знам се ја форсирам, напротив, мислам дека тоа е ансамбл кој што навистина прави одлични представи и работи, функционираат тие дечки како садба и се многу убави. Значи сите се своји типови, многу субави како карактери, како ликови, кои гледаш на сцена се вистинско богатство. Скоро секоја добра представа на Балканите и некаде надвор секогаш доживува некакво DVD, ТВ, видео издание. Како да недостасува. Порано ја имавме, например, онаа фантастична верзија на Охридската визија на Сомнително лице, кој идеше на А1. Супер беше тоа. Но прекрасно. И некако... И тоа пола и повеќе од нив беа аматери. Горан беше таму само професионален глумец, другите сите беа натурчици. И ужасно се смеевме, се забавувавме. Нема продукција на македонски серии, нема македонски филмови, све е тоа нешто инцидентно. Инцидентно, еве сега има 2-3 филма последниве години. Па барем театарски ве што... представи кај што брилирате, да се запише тоа, да се види негде. Еве, конкретно мислам дека министерка не ја снима. После 150 и кусури изведби не ја снима. Да. Немаш снимка од министерка? Не, мислам дека нели ја реков ќе ми речеш заради атрактивност на ова, за да се привлекува публика, не се пушта, не имам... Не, сите ги снима, министерка не ја снима. Ама јас имам некоја таква карма да сите работи ги памтам, ја немам, знаеш, немам такви албуми со сликички, немам видео материјали, не чувам, не се бавам со тоа. Мене нешто ми е друго значајно, тоа е дека аплаузот е многу значаен и ја од тоа живеам. Никогаш не сум пуштила снимка, никогаш не сум се вратила на стар албум. Ја треба да им кажам на моите внуци дека јас сум се знаел со баба Весна, која глумела министерка. И немам да им покажам ништо. Немаш. Знаеш, Гоце Делчев, ја работам и живеам, што се вика, добро кажав, и живеам во телевизија, чие единствено покритие за постоење, она е крајно некомерцијална, единствена идеја за промоција на македонска култура. Так. Ти си жив пример на промоција на македонска култура. Говориш македонски јазик, играш македонски автори, актер си. Гоце Делчев, јас светот го разбирам како поле за културен надпревар меѓу народите. И мислам дека и тоа како сте солта на општеството. Се ќе ти кажам една работа. Значи, јас славам 25 години, ова сега ми тикна, што со Вики го разговаравме ова. Славиш 25 години и сега нормално во мојот театар, каде што навистина
Симона беше и целиот тим беа преубави, прекрасни, навистина беа навистина на задачата, значи од директорката па до маркетинг, пиар тимот, навистина беа прекрасни. Но со Вики разговараме друго. Вели порано, кој ќе направиш 25 години јубилеј. Па ти праќат по Нушич телеграма да ти честитаат. Па ќе дојде некој сат. Во фирми сати им да часовник. Па овие нашиве државници ќе им текнеше да речат чеке без разлика од која политичка провиниенција, ќе се јават, ќе испратат нешто, честитки, било што. Не се почитува повеќе ликот и делото на овие простори, одамна е се ова вулгаризирано. И не се почитуваат, ти имаш признание само од публиката за која што и живееш. И мене беше многу кејф на тие 25 години. Сега пред една недела кога се случи тоа, немаше ниту еден политичар. И многу сум среќна поради тоа. Мислам, сите беа убави, собрани, искрени, моја публика. Успеа ни цела своја кариера да се рчкаш со многу политичари, во смисла рчкање. Да. Ти биле гости во Вртелешка, во сите тие проекти, кој све, мислам, то само кој смееше да ја одбие, Весна. Јас сакав да те одбијам, не смеев. Не, ти реков, се сеќавам, јас да. И ама никогаш не, да, за уши ме донесе. Да. Пошто тогаш бев по радиофилм, да не се покажувам фацата, да бев филмар. Тоа. Никогаш не фати некоја страна, скоро сите некои кокетираа со некоја власт, со некоја партија. Ти успеа да истераш така Blade Runner на рап, онака, да, ни на една, ни на да ми закачат. Да ти едно закачат. време се обидоа да ми закачат, дека нели... Како си читала вести, како не си читала вести. За тој проектот, ако се сеќаваш, тој несретниот проект, ама тоа беше само... Јас бев ангажирана како актерка и тоа го направив и као секој друг. Немој да се оправдуваш за тоа. Не се правдам, тоа било во тоа време, тогаш сум го направила, сум го истерала и децит, ама никогаш навистина не подклекнав на ниту ние. Го осеќаш или го чувствуваш ли тоа како притисок? Имаш ли онака... Со самиот податок што ќе ти го дадам, дека од господја министерка, тоа се веќе 12-13 години, сите проекти кои што ти ги набројав последниве, значи господја министерка, Последна шанса кај што игра мушко, кој се плаши од Вирџинија Вулф, Брачна игра, сега последнава влези не се соблака и детската нашата љубов. Ниту, тоа се 6 проекти набрав, ниту еден проект не е поддржан од Министерство за култура. Ниту еден. И јас имам еден нијет, а тоа е дека навистина јас можам да допринесам за државата и јас во тоа верувам. Дека јас сакам да допринесам за културата, јас сакам да допринесам за мојот театар и дека не треба секогаш да чекам од Министерство за култура, да конкурирам, па тие да ме одбијат или да прифатат или што да. Но може од Министерство за култура да пратат честитка за 25 години, знаеш, юбилеј, може да се сетат, нешто да направат. Од тие тоа би го направила, јас тоа го правам со моите колеги, ми се радувам на нивните успеси. Не сум заборавила досега никогаш ако некој добие награда, јас да се јавам, да честитам. Навистина, тоа е во мојата природа. Но сите овие проекти што ти ги набрав, ниту еден од нив не е финансиран од Министерство за култура и јас сум во обратна позиција кога јас допринесувам како актер заедно со моите колеги и продукцијата да допринесеме ние за театарот. И мислам дека тоа така функционира и тоа така треба да биде. Не е тоа ништо страшно. Посигурен си, издржлив, повеќе си на фронт, повеќе гинеш, повеќе сите работи ти значат. Имаш термин, значи во тој рок мора да го завршиш проектот. Не можеш да се влечеш по 6 месеци да правиш една представа. Значи имаш 40 дена, мораш за тие 40 дена да излезеш на сцена и да имаш премиера, да имаш успешен проект, затоа што ако немаш успешен проект, ќе ти изедат аждаи. Така да тој трил, тој адреналин мене ме одржува во живот. Весна Петрушевска, 25 години, брак со Мната,
По тој повод беше гостин Ти вечерва. благодарам многу. Не, јас ти благодарам тебе. А ти закажувам минимум барем во 2024 година Добро. на 30 години Супер. брак од МНТ. А во меѓувреме ќе се видиме за следните проекти. Ќе се видиме Значи за секако. следната ја закажавме. Да. Ја да ја одржам емисијата, а ти твојата добра кариера. Што е право, во ниту еден момент ниту се ме заборавила, ниту јас тебе сум те одбила. Тоа е така. Ние сме стари другари. Така е. Лупаш ли? Не. Зошто? Не можам со онакви, треба да купам електронски. Да, на слушалки, онака. Да. Ентмен да го гледаш, таму има со... Да. Многу филмови ми пропушташ. Да ти Од кажам, поп-култура. јас сум навлечена на серии, на филмови, исто така. Све е тоа убаво. И документарци. Значи, Марвел, молим те, заврши го. Па сега Го излезе видам- пред една недела. Да, ама тоа е по 10 годишнината завршува сега со Endgame Така во е. април месец. И дедото умре од Марвел. Умре. А, Во 90 години. 90 и кусур. Видели каков ум? Благодарам уште еднаш за гостувањето. Тоа Ти беше се за благодарам, вечерва, почитувани гледачи. Лека ноќ и пријатно.